Сопран, највисокиот глас во музичкиот регистар, најчесто во класичната музика, а особено во операта и хорското пеење. Најчесто се поврзува со женскиот глас, но може да се однесува и на деца пред пубертетот, а во историски контекст и на кастратите. Денес таа висина на глас може да достигнат само некои контратенори или така наречените сопранисти. Сопранос се дели на лесен или субрет, лирски, спинто, драмски и колоратурен. Колоратура во оперската музика представува врвна вештина на детално смислени или импровизирани украси кои вклучуваат брзи и лесни премени во тоналитетите и трилерите при изведба на една арија. Вистинска дива, една од најдобрите и светски најпознатите македонски певици, колоратурен сопран кој има настапувано на најдобрите светски сцени, како Виенската опера, оперите во Берлин, Баден-Баден, Штутгарт, Хамбург и Метрополитен операта во Њујорк, со нас вечерва нашата Ана Дурловски. Ана, добре дојде. Огромно задоволство ми е да ми бидеш гостин. Задоволството е мое и ви благодарам за поканата. Кажи ми, ајде да почнеме од почетокот. Знам дека заврши на Факултетот за музичка уметност во класата на Билјана Јовановска-Јакимовска. Мислам дека многу певици имаат, нели? Во таа класа. Многу успешни наши соло пејачи, оперски пејачи се произлезени од таа класа. Но е исклучителен педагог, исклучителен уметник и исклучителен човек. Значи, јас немам зборови со кои што би ја опишала мојата професорка Билјана Јовановска-Јакимовска. Колку убаво и за тебе, ама и за неа како професорка, затоа што знам што значи за нас професорите кога ќе, нели, учениците ќе не воспеваат. Во 2001 година заврши, ама тоа е еден податок што е како баш податок. Кажи ми, како дете, мене тоа ме фасцинира, како дете, како почна да пееш опера? Како си го откри талентот? Па не знам, и јас некако, кога се навраќам назад, размислувам што е тоа што ме поттикнало. Се сеќавам на една сцена во Градинка. Во Градинка никогаш не можев да спијам кога мораше да се спие и бев всушност таа што ги забавуваше другите, што ми правеа друштво да не спиеме заедно. И се сеќавам дека бев качена на неколку столчиња и пеев. Ама не пеев песничка која што е детска песна, туку која што сум ја слушнала од класичен репертоар, бидејќи моите родители имаа дома и можност имавме да одиме на представи и едноставно ме носеа по културни настани. И тоа некако ми е првата сцена што сум си ја направила сама за себе. И подоцна, одејќи така на представи во Македонската опера и балет, некако ми остана во срце тоа пеење, но никогаш не мислев дека тоа се учи. Интересно, затоа што бев член на многу хорчиња, на Златнославече пеев и така натаму. Учев во Нижо музичко училиште клавир и кога решив да се запишам во средно музичко училиште, го одбрав теоретскиот одсек, бидејќи не знаев дека пењето се учи. Не. Уште не. И професорката Билјана Јовановска-Јакимовска, тогаш отидов, бидејќи видов на списокот дека има соло пење, одсек соло пење, како втори инструмент можев да изберам. Па викам, ајде да одам, тоа е точно тоа што го сакам. И отидов на аудиција и професорката ми рече, ти нема да учиш теоретски одсек, ќе дојдеш кај мене во класата и ќе учиш специјал соло пење. Преубаво. Ете, тоа е мојот
пат до операта. До операта. И потоа патот до операта ти почна со Лучија Ди Ламермур, ни помалку, ни повеќе. Една од најтешките, според мене, мислам, ми изгледа дека е една, затоа што на оној склоп на арии од 3 кои што почнуваат со Il dolce suono и нели што завршува со Spargi d'amaro pianto. Речи си 20 минути пееш. Да, тоа е една цела сцена. Да, тоа е цела сцена што ја носи операта. Тоа е убавото кога си млад и кога не знаеш што е тешко. И ти доаѓа да го испееш така. И тоа морам да го кажам повторно врзано за мојата професорка. Таа на еден волшебен начин не учеше. Никогаш не се оптеретувавме со тоа дека е висок тонот или дека е тоа некој тежок тон. Таа едноставно имаше умешноста да ни го постави гласот на таа висока позиција и со смеење да можеме се да отпееме. Неверојатно, и јас од таа причина немав страв никаков. Знаев дека, добро, тој тон можем да го отпеем, овој тон можем да го отпеем. Сега, од оваа дистанца има многу работи кои што не сум ги направила, така како што сега би ги правила. Точно со искуството, не јасно. Но, знаете што значи да му го земете стравот на еден уметник, на еден пејач. Затоа што тоа е најголемиот непријател, еден од најголемите непријатели на многу колеги. Да. Така да тоа што јас дебитирав со таа улога е лудост. Јас имам гледано, ама многу подоцна. Те гледав пред, не знам, можеби 10-тина, не знам кога беше Лучија, на оние скалите што се вртеа кога се симнуваш, кога слегуваш надолу. Таа имам представа гледано кај нас. Таа представа и беше мојата представа со која што дебитирав. Сега подоцна, подоцна сум те гледал. Да, тоа е веќе одамна таа представа, веќе не е на репертоарот во таа форма, со нова инсценација и нова костимографија, нова поставка има. Таму има еден преубав секстет за мене еден од најубавите. Јас кога почнав да слушам опера, тоа ми беше од 21 година слушам до сега. Ама јас ги слушав со учење, со либрета, со книги, со енциклопедии, значи се живо и слушав, и научив. Секстетот е како кога ќе излезеш сега, ти излегуваш си Лучија, излегува Артуро, излегува Едгардо и сите тие, односно тие почнуваат, не почнуваат. Така, Едгардо и Енрико почнуваат. Да. Ки ми френа и Тал моменто, знаете, секој ја носи својата приказна. И секоја музичка делница е со друг текст. Точно, и единствено е што не звучи како да се караат 6 луѓе, нели? Кога би зборувале би било хаос, ама во музикава е совршенство. Добро, секогаш во тие ансамблови точки е практично прикажана моменталната состојба на повеќе актери наеднаш, значи музички. И нормално и драматуршки, така да не постои можност да си ги измешаме, нели, делниците. Да, затоа што секој го пее, ама инаку би било хаос ако се измешаат. Така, добро, ние сме, како да кажем, и школувани, и тренирани за да не се случуваат такви работи, но кога човек, односно кога уметникот е во состојбата зададена во моментот, во самата драматургија, мимо музичкиот дел, едноставно останува во тој свој свет и не постои можност да си ги смешаме делниците. Многу е, претпоставам, важно да имате флуид, да имате поврзаност со, например, кога пееш дует. Да речеме, оние љубовни дуети во Травијата, Париджио Кара или нели има арии каде што треба да имате. Битен е тој флуид со партнерот со кој настапуваш? Е пожелно да го има. Не секогаш го има, но за мене е многу полесно да пеам со партнер кој што емотивно е, да речеме, на иста висина со мене.
Не сакам да пеам со партнери кои што имаат празен поглед и кои што нон-стоп го бараат диригентот. Тоа едноставно прави една бариера, една граница помеѓу во самиот дует. Можеби тоновите сите ќе бидат точни и ние ќе бидеме... Да се изгуби оној филинг, нели, точно, меѓу вас? Таа магија што треба да се створи во моментот се губи заради тоа што едноставно се размислува само технички, а емотивниот дел и боите на гласовите не се вклопуваат. Тоа ми беше едно од прашањата што го имав замислено за тебе. Ти излегуваш, вчера пред некој ден беше отворањето на Мајски оперски вечер. Ја пееше Джилда во Риголето, каде што исто имаш арија која што е премногу изискателна, Каро Номе. И прашањето ќе ми беше, сега ми го одговори, што и даваш ти на Джилда? Ти излегуваш, Джилда е млада девојка која се жртвува за својот сакан, нели? Си го жртвува својот живот. Што и давам? Веројатно, секоја представа поинако ја доживувам и секоја продукција, во зависност нормално и од режиското читање, ја доживувам поинако. Джилда, која што сум ја преела 15 години, е поинаква отколку Джилда што беше пред 2 дена. Да. Не само заради тоа што гласот се менува, моето животно искуство е побогато. Јас сега веќе не гледам на тоа дека се работи за млада девојка која што несреќно се влюбила. Туку гледам на една голема слика на една девојка која што е злоставувана, на една девојка која што има поминала тешко детство со таков татко, со таков родител. Една девојка која што е изманипулирана и со целата наивност влегува и се жртвува за манипулаторот. Тоа се работи кои што после може да се додадат и во музиката. Значи, во самата интерпретација да се долови една друга боја. Затоа што јас не можем никогаш да ја играм 16 годишната девојка, мислам, малку сум повеќе подалеку од 16 годишна девојка, но приказната да ја раскажам што на тој човек му се случило, каква трагедија. Ти е многу полесно сега. Да, е многу полесно сега и мислам дека е тоа многу поинтересно отколку да слушате само високи тонови кои што не кажуваат ништо. Нормално, значи техниката е едно, дека ти си ги дофатила највисоките тонови, дека си извонредна и точна во интонацијата, ама чувствата, емоцијата што ја даваш на една улога и во ниски тонови, и во средни е, нели? Така, тоа е тоа што ја прави магијата, тоа е тоа што не може да го слушнете на CD, на носачна звук во дигитална форма, туку треба да бидете таму присутни и тогаш доколку интерпретаторот на таков начин размислува, ќе ја доживеете магијата на оперското пеење. Инаку, пак ќе кажам, тоа се празни тонови и јас затоа секогаш им велам на младите пејачи со кои што работам, размисли што зборуваш, што значи овој збор, во овој контекст, што сакаш да кажеш ти точно. И од тој текстуален дел и од драматуршкиот дел тогаш направија фразата, а не обратно. Заради тоа што тоа ше празно. Да, затоа што претпоставам дека и многу од пејачите, нели, една Калас зборуваше на 5-6 јазика, кога дава интервју ги дава на, нели, сега девојките, младите певици не можат да ги знаат веројатно сите јазици и тоа е исто битно да се почувствува и текстот, нели? Да, ако не го знаете, ако не го познавате јазикот, тогаш мора вистина буквално да преведете се секој збор да знаете што значи. Не само суштината на тоа што го зборувате, туку точно секој збор на кој тон што значи. Така да тоа е многу битно. Јас
кажувам, тоа е дел кој што сите сме го поминале како почетници, да се трудиш само да биде точно интонативно и да можеш да го наполниш своето его и своето самолюбие како пеач, дека си отпеал, не знам каков тон, но тоа не е доволно. Да, има точно до каде одите, нели? До G6? Не, уште повеќе. Па добро, сега знаете како со... И нели, ако отидам догоре, сум супер. Во зависност нормално од типот на гласот, затоа што, како што кажавте, колоратурниот сопран има поголем опсек, тој пее во третата октава, да речеме, драмските сопрани се со опсек кој што не ја опфаќа таа октава, но секој во својот дел има своји врвови кои што сака да ги достигне. Тоа ке те прашав, Джоан Сатерленд кога ја прашуваат, нели, односно Джоан Сатерленд е позната или Дейм Джоан Сатерленд беше позната по незините колоратури, по незините менувања на колоратурите. Ке ти спомнев дека сега, слушајќи ја новата Сиера, Надин Сиера, има сосема други украси например, во Естрано, во Травијата. Да. Сосема поинаку ги завршува оние крајеви. Ке те прашав како ти ги бираш трилерите, ги менуваш, ги секогаш одиш по тоа што е напишано во... Тие украси, тие трилери, да. Тие варијации, каденци не се напишани, тие се слободен избор. Так. Повторно ќе речам, дојдени од самолюбието на пеачите, да. И да се покаже виртуозноста, почнале кастратите да се надпреваруваат меѓу себе и тоа така продолжило и понатаму. Така да, тоа е нешто што не е стриктно врзано, но, да речеме, има една збирка на каденци, ричи, која што може да ви послужи, нели, како инспирација. Јас повторно ќе кажам, секоја каденца ја правам по основ на тоа што работам на сцената. Што значи, бидејќи каденците не се врзани со текст. Тоа е само еден вокал, најчесто вокалот, да. И јас се трудам да биде тоа врзано со некое мое движење, со некое мое моментално чувство, може би е болка, може би е восклик. Сега да ми кажеш на проба, ке имаш едно и потоа ке го смениш, например, на сцена или... Често се случува да дојдам со една замисла, велам сега за процес кој што искуството ти го дозволува. Да, и кога имам простор временски. Значи, ако спремаме премиера и подготвуваме, обично се 6 недели во прашање, во тие 6 недели имам простор да направам нешто што е ново и нешто што е врзано точно за таа инсценација. Но кога одам како гостин, имам само еден ден, тогаш се држам до тоа нешто што сум го оформила како моја креација. Така да тие каденци се врзани најчесто, јас така ги правам, врзани за сценското движење или моменталната емотивна ситуација. Што не секогаш исто е читаат режисерите, има постановки кои што да можете со подтекст многу да смените. И тоа јас го сакам, тука ми е уживањето. Не сакам варијации кои што на крајот темата е непрепознатлива или основната мелодија е непрепознатлива. Тоа малку ме вознемирува музички, да кажам, но секогаш варијацијата кога ја креирам, ја одам на сигурно, во смисол дека нема да импровизирам во текот на ноќта, односно во текот на изведбата, на сцена, туку одам точно со замислена
и конструирана каденца. Учеше белканто? На што се нарекува? Добро, или? тоа би рекла еден општ поим за убаво пеење. Да. И за мене е основата. И дека само на тој начин можете се да пеете. Да, вие може да се специализирате во одреден дел, во одреден правец, кој што ќе носи, да речем, условно во самата музика ќе биде стилот. Но во водењето на гласот, бидејќи гласот наша цел е да го озвучиме. Значи, вибрацијата што се ствара во гласилките, во тие две малецки гласилки, да се озвучи за да може да патува низ просторот. Тоа е за секој пејач основно. А потоа во музиката може и треба да се специализира човек за одреден правец. Да, затоа и сите оние славни певици не можеле да ги пеат под еднаква норма или Точно кралицата така. на ногта, туку мора да... Да, и тоа го прави секој паметен пејач. Тој Така, не вели ке пеам се. Така. Тој што сака се да пее, за жал, Единствена крај- Кала што пее се. Што Добро, пее? таа е вонземска. Вела дека е апсолутниот сопран. Мене некогаш ми е многу резка, многу висока, ама навистина е. Добро, и во незино време имало многу дискусии околу незината техника на пење, но таа е уметник. Таа е тоа што јас го сакам. Таа има всушност, душа, во нели? пењето, Таа менувала секогаш и Да. пеела со сето. Таа точно пее така како што јас сметам дека треба да биде. Тоа е мое мислење лично, дека не е работата во совршениот тон. Така, туку е до совршеното носење на приказната, до влегувањето во срце на публиката. И дури кога ќе замижам, јас знам во која состојба е незиниот дух додека пее. А од сите ти е познати, како Сатерлин те спомнав, Калас, Монсерат Кабаље, мене ми Ана Нетрепко, например, една од поновите, некако ми е ја споредувам со тебе, тука си ми. Па да, во суштина да си живеела, да речеме, во друга земја, од почетокот би била Ана Нетрепко сега. Па добро, јас сега не би сега сакала така да гледам на работите. Ми благодарам за комплиментот. Јас ја ценам исклучително како... Нели ти се допаѓа? Да. Но не би сакала да правам такви споредби, знаете, ако има уметници кои што и пејачи кои што не ни се познати нас, а се Сигурно, се одлични, така? Одлични, да. И единствени во интерпретациите. Така да ние сега ја имаме Ана Нетрепко тука како пример, но има навистина пејачи кои што заслужуваат да бидат на тој пиедестал. А зошто не се? Која е, има доволно продукции, има доволно куки, едноставно некако сите се грабаат за еден пејач, нели? Во моментов пееше Нетрепко во април во Ла Скала во Милано, така што и веројатно потоа ќе продолжи во друга. Па добро, тоа е една машинерија. Како и во сите други сфери. Тоа не би го дискутирала сега. Секој, нели, со својот уметнички пат, за мене е битно јас да бидам исполнета. Јас да знам дека да, со ова парче што го отпеав денес, јас пораснав, научив и во следната представа ќе можам да донесам нешто плюс. Да. Во која си најсрекна улога? Знам дека си најпозната, ако се пребара за тебе, например, знаеш дека пишува дека си кралицата на ногта од волшебната флейта. Добро, навистина таа улога ја имам изведувано најмногу пати. Може би е чудно да се каже, но јас навистина во секоја улога сум среќна. Еве конкретно ако зборуваме за волшебната флейта, таа најмалку ме исполнува драматуршки. Едноставно, таму е тешко да се биде секогаш на стотка, заради тоа што
нели се мојот секаш настап се во два моменти, значи две арии кои што треба да се навистина од јас кога излегувам од гардероба, не смеам никако да бидам на нула. Ти почнуваш да пееш? Јас морам веднаш на сцена да направам експлозија. И тоа е тешкото во таа улога. Но за жал не ми дозволува едноставно сценското гледање и така како што е поставена и конструирана операта, да можам да се развивам и да објаснам зошто јас сум во таква состојба. Заради тоа што сите велат, да, лошата кралица, зошто е таа лоша? Има причина со кого се бори. Со другата страна, дали таа другата страна вистина е добра. И секогаш ми фалеле тактови, ми фалеле ансамбли за да покажам и да објаснам дека таа кралица не е баш и толку лоша. Да, секогаш гледаме црно-бело, а треба да гледаме нијанси. И веројатно ние те гледаме публиката како некоја што излегува добар сопране, пее фантастично. Никој не го гледа ова дека ти треба од гардероба да излезеш на 100 и да експлодираш со де хеле, како беше? Рах, да. Или другата. Од Цитрених. Од Цитрених, да. Да, тоа публиката не го гледа и не треба да го гледа. Доволно е да успеам да доловам и да ја презентирам така како што се очекува од мене и како што јас очекувам од себе. Но пак ќе речам, повеќе ме фасцинираат улоги во кои што би можела во текот на вечерта да се развијам. Да покажеш карактер. Да почнеш и да ги покажам сите нијанси на еден човечки карактер. Прво кажа Нана. Мојата љубов кон операта беше пресудна. Јас мина Никулска, сега Велковска исто така, ми беше професорка по шпански, од неја научив шпански. И кога го отворавме студиото за јазици Каста Дива, го крстивме токму поради Каста Дива. На сите им беше чудно зошто Каста Дива, затоа што го пренебрегнавме оној момент на дека и се обраќаме на неа Божице, туку ја сметаме како Каста Дива божествена класа и дека сите што доаѓаат кај нас се на една. За мене една од поубавите или најубавите опери. Дали на твојата импостација на глас и си ја пеела и можеш да ја пееш или не? Тоа многу ме интересира, не сум те прашал. Да, по дома ја имам да, таа би била улога која што би следела некако во мојот репертоар. Не би брзала уште, заради тоа што мислам дека има време и дека треба да ја дадам повеќе простор. Имам голем респект точно кон аријата, заради тоа што ја врзувам за Марија Калас и мислам дека никој тоа не може да го надмине, не се ни обидувам, но би сакала да успеам да најдам мој карактеристичен и да ја оставам белег. За среќа ние имаме поставено норма пред 2-3 години, мисле, че не беше. Да, беше поставена на сцената на Македонската опера и балет, така да веројатно ако се уште биде сценографијата и костимите во ред, за некоја година би скокнала и би се нафатила. Јас се секам Радмила Бакочевиќ исто дека имаше во Скопје пред многу, веројатно кога сум 20 на години. Види, имав спремено цело сценарио, ама не можам се пее за сценарио. Па не ни треба. Не ни треба. Убавината е во спонтаноста. Сакав да те прашам за што мислиш за Чечилија Бартоли? Тоа е лудило, нели? Да, тоа е лудило. Тоа е огномет од звуци, да. Ете, тоа е
пејач кој што се специјализирал, кој што се пронашол во еден дел, во еден репертоар и кој што го усовршил и е крал. Да, таа е неприкосновена, тоа не може да се повтори, не знам, Фаринели не е тоа што е она сега. Така, добро, кај Фаринели веројатно била друга сензацијата, заради тоа што сепак кастратите имале еден многу специфичен тон, но кај Чечилија Бартоли, па ќе кажам, тоа се бои, тоа се експлозии, тоа е една агилност, една флексибилност држење на гласот. Држење тон 3 минути. Да. Добро, тоа е се во служба на задоволување на публиката и Ама одлично во тоа да направи. Да, виртуоз е навистина многу ја почитувам. Едно од првите CD-а што ги имав во животот, едната беше од Марија Калас, Дива, не знам дали го има. Да. И друго беше, второто CD ми беше со Чечилија Бартоли, со албум, со песни. Имам Калас, оноа долгото со 6 CD-а имам едно, после излезе со сите можни арии нејзини. Сега излезе ново, јас Apple Music користам, има нова, сите се ремастеризирани на Марија Калас, се одлично направени, како исчистени, нели, звукот донесен до... Јас не гледам така како да кажам... За да го чуеме чисто нејзиниот. Јасно, да. Ама сакам да кажам дека не се фиксирам толку на еден пејач, но има една плејада на пејачи кои што ги обожавам и кои што им се восхитувам. А сопранистите, како тоа е исто сега извонредно. Ајде во времето на Фаринели ги кастрирале, останувал гласот како на дете пред пубертет. А сега како Па има има сега го луѓе слушав кои што еден дечко што е одличен, е познат. Па има сега многу и сега се враќа, тоа е модерно. Едноставно фалсетот не се изгубил, или при мутацијата кај мажите фалсетот најчесто се губи. Но интересно е мојот сопруг Игор, тој има многу добар фалсет. Иако е бас, Иако е бас, има неколку улоги кои што ги има пеено како контратенор. Како се викаш, оној Шол, имаше еден... Андреа Шол беше познатиот синоќе. И сега се појави ми излезе некој млад, ама не ми текна. Да, и ги има сега многу и сите се навистина многу добри. Ана, каде би настапила, што ти остана то како... Ти останува театро Ала Скала в Милано. Имаш настапено во двете опери во Берлин. Во трите. Три се? Трите, да, три се. Комисche Oper, Staatsoper и Deutsche Oper. Така. Да. Не се врзувам јас за оперски куќи, за куќата како куќа. Мене ме интересираат продукциите. Како продукција, тоа мислев. Како продукција, не е битно дали е во ваму или таму, туку како продукција, ама... Јас некако се профилирав како оперски пејач кој што е активен и кој што е добре дојден во тој режи театар, кој што е многу популарен во Германија, во Швајцарија, во Австрија. Помалку можеме да го видиме во Италија, например. И од тука многу повеќе ме привлекува да бидам дел од еден тим режиски кој што ќе ме заинтригира, отколку гламурот и на операта како куќа. Да. Па да, во суштина кај нас новите поставки на оперите се според германскиот принцип, нели? Први почнаа германците со тие едноставни сцени и слично. Сега и со тоа двојно читање на текстот, не бегање од традицијата, од таа традиционална постава, едноставно префрлување на приказната во едно современо време. И доколку идејата е добра и доколку режисерот успее таа идеја од почетокот до крај
да ја провлече ни сите сегменти што се во текот на вечерта, тогаш може да настане навистина една гениална нова постановка. Но не секогаш модерното значи добро, затоа велам, врзано е за провокации, скандали и така натаму. Не, од таа причина не би сакала, но сакам кога нештото може поинаку да се интерпретира. И затоа што сметам дека таа традиција некако ни ја уништува фантазијата. Кога си врзан за одредена слика, за одредена гестикулација, за одредена интерпретација, не ти останува простор. Да, не ти остана. Да. Кажи ми, трвијата имаш пеено? Да. А која ти е освен норма, кога ќе ти дојде да испееш, што ти доаѓа друго да почини пееш? Во почини не се наоѓам. Не се Имам наоѓаш, пеено Тоска не си, нели? Не, далеко. Имам пеено музета и тоа е единствено нешто, но не, како да кажам, не го чувствувам гласот дека е во тој простор, во тој починиев простор. Да, Верди, да, Моцарт, Хендел, Штраус, тоа се едно. Па да, го сакам, Рихард Штраус ми е еден од омилените композитори. Па од Вагнер до сега само морам да го преведам во глава, птицата, шумската птица во Зигфрид ја имам пеено во Бајројт на фестивалот. Нема многу компонирано Вагнер за овој тип, како мој тип на глас. Но тоа што пеам по дома и тоа што скришно пеам е, например, Далила. Монка совата воа. Да, нешто што неверојатно може би во идниот живот. Не би не испеала, нели? Во идниот живот. Не ми испеала сега тука? Не. Ништо не би. Тоа само кога никој не ме слуша. Преубава е Далила. Да, го сакам мецо-сопраното, ете, никако... Превисока си за мецо-сопрано? Да, никако да ми се исполни желбата да тргнам натаму. Мецо-сопраното навистина во Кармен, во Далила е одличен. Јацучена многу, ја сакам. Јацучена е... Да. Едноставно ме фасцинира тој длабок регистар и таа облина на гласот. Знаеш дека се повеќе кога слушам, например, машки гласови тенори, многу повеќе ми се допаѓаат ари на баритон и на бас. Многу ми се допаѓа дуетот во Травијата на Жермон, таткото со преубав. Преубав е, да, и толку е трогателен. Нели? Дуетот е фантастичен. Толку е трогателен, каква жртва во тој момент невидено се прави, да, тоа е се во музиката и Верди го има направено тоа гениално. Не знам што друго би. Ана, имам една книга што е во мој превод, што зборува баш за жените, леле се израстропав тука. Со најголема љубов ќе ти ја подарам да ја прочиташ. И денеска 11, нели? Да. Упс, 2005 така пишев. Повели. Ти ми кажеш кога ќе ја прочиташ. Каква си приватно, освен што си пееш дома Далила и Кармен, кога нема никој? Приватно, да, сум далеко од таа романтична слика која што многу мои фанови, поготово во Западна Европа, си го замислуваат. Има там, би рекла, едно фанатичко гледање на операта и на оперските пејачи. Јас имам еден клуб мој кој што секогаш ме прати, да и ме следи. И во текот на времето секако ме запозна, но ми кажа каква е нивната замисла за оперските пејачи, дека малтене со кринолини се шетаат низ дома и дека ништо не се прави освен што се негува гласот
ете, тие технички некои вежби и чаеви се пијат, јас сум далеку од тоа. Пушиш? Или не? Сега ќе кажам, тоа го правам инцидентно, чисто за да можам да правам нешто што ми е забрането. Значи, ние сме врзани секогаш со многу забрани во служба на нашиот глас. Не смеш да јадеш луто, не смеш да јадеш многу кисело. Се мора да е страшно умерено. Алкохол да пиеш и така натаму. И од се што се откажувам пред представи и пред големи проекти, си го надокнадувам или си го дозволувам, нормално во измерени количини, да, во слободното време. Но, што се однесува до аутфитот, најзгодно ми е или најубаво се чувствувам во гумени чизми со ракавици и кога работам во градината. Тоа ми е прекрасно. Слушни, јас се облече вака поради тебе. Денеска облеков и чевли во емисија прв пат. Мислев ке... Мислиш дека да со кринолина, да. Не, јас те мислам дека малку те зафркнав, ама се извинувам. Преубаво ти стои халината, фустанот, не смеме халина. Преубаво ти стои и баш одговара на еден сопран, на една дива. Имам некои прашања кратки што сакам да ти ги поставам. Имам уште 50 прашања што сакам да ти ги поставам. Рече, сакаш да работиш во градина со гумени чизми и живеете во куќа? Да. Да? Да. И одгледуваш градина, си работиш? Да, сега, баш пред премиерата, во кратко време си ги засадив доматите и пиперките. Да, Преубаво. Спанак имам, се имам, јагоди. Преубаво. Каде сте? Во Сопиште. Во Сопиште. Да. Ете, ако ме прашаш кој ми е омилено место, Сопиште. Сопиште? Да. Колку убаво. Колку европски во суштина, така, нели? Да. Па мене од секогаш ме било, односно и се зборам и во името на Игор, секогаш ме си го замислувале животот некаде надвор од град. Веројатно целата оваа наша професија е врзана со многу луѓе, со многу емоционални набои и така натаму, од кои што треба човек да се одмори. И јас ја сакам самотијата, многу. Се надам ќе ме поканите некојаш да дам да ви ја видам. Секако, Да, и салата ќе направам. Да. Од домашни. Освен Сопиште, ете не те прашам кој ти е омилен град, зборуваме Сопиште, живот на село или град на село. Имаш ли некоја славна личност на која се одушевуваш? Не. Не. Себе. Не, далеко од тоа. Никогаш не сум... Некако идолопоклонство, дека ти оставила некаков печат, нели некаква... Не можам да кажам, јас им се одушевувам на вистинските луѓе. Не може да се одушевувам на портирите во Македонска опера и балет. Тоа сакам да речам, дека може да одушеви. Такви луѓе едноставни луѓе ме воодушевуваат. Никогаш не ме воодушевувал гламурот или да речеме нешто што е врзано за слава. Јас се гушкам со моите продавачки во продавница кога доаѓам и јас се гушкам со нив, затоа што ми се драги и тоа е преубаво нешто. Точно таков тип на луѓе. Да, или да речеме во Македонска опера и балет и воопшто во секоја оперска куќа, секогаш сме ние, нели, тие што сме во преден план, но многу често имам потреба да кажам дали знаете какви луѓе таму работат, прекрасни луѓе, па ќе кажам на портирница, во шивална, во гардероба, шминкери, луѓе кои што се од сценска техника. И те гледаат со љубов, те гледаат со... Да, ама ако имате еден присен однос со нив, еден човечки однос со нив, тоа е толку убаво. Тоа е најубавото нешто. Да. Што би ни кажала за крај? Ти реков, мислам дека ќе треба да те викнам уште еднаш во емисија, затоа што не можеме да се дозвориме. Па, ќе треба. Ќе треба, дефинитивно и ќе те викнам. Што би ни кажала за крај?
Ништо ви посакувам да сте супер, да ви оди убаво емисијата, да имате многу гости со од кои што нема да може да се донаприкажете. Мислам дека е преку потребно да имаме вакви емисии. Мал не е просторот, облеани сме со шунд и со ефтини, би рекла, декадентни работи. Би сакала што повеќе вакви емисии да имате и ви се заблагодарувам за вашиот ангажмент. Јас ти се заблагодарувам најмногу. Јас се надам дека и вие уживавте колку што уживав јас со Ана денеска. Гледате не повторно следната недела во истото време. Имајте убава вечер и бидете среќни и насмеани.